ВМРО ДПМН, како што најави денеска до јавното обвинителство за организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против премиерот Зоран Заев, против Никола Димитров, против Талат Џафери во својство на председател на Собранието на Република Македонија, како и против сите пратеници кои што гласаа за овој капитулантски и противуставен и противзаконски договор подпишан со Република Грција. Во ова кривична пријава, како се гледа, се наведени 4 основи за сторени кривични дела. Тоа е велепредавство согласно член 305 од Кривичниот законник на Република Македонија, загрозување на независноста согласно член 308 од Кривичниот законник на Република Македонија, здружување заради непријателска дејност согласно член 324 став 1 и 2 од Кривичниот законник на Република Македонија и злоупотреба на службената положба и овластување согласно член 353 став 1, 2 и 3 од Кривичниот законник на Република Македонија. Како што е јасно, и чинот на договарањето и договорот и носењето на законот е кршење на повеќе закони и на уставот и воопшто обид за изигрување на целиот правен систем во Република Македонија, изигрување на опозицијата, на јавноста и на председателот. Како политичка партија, како опозиција, очекуваме јавниот обвинител, јавното обвинителство и воопшто судскиот систем да го надминат стравот и навистина да работат на зачувување на својот професионален интегритет и да ги процесуираат и досега доставените кривични пријави од ВМРО ДПМН. И укажуваме и на тоа дека забелешките од Европската Унија се токму во насока на нефункционирање и партизација на правниот систем во Република Македонија и воопшто на судскиот систем во Република Македонија, дека работат под политички притисок и носат политички наместо правни одлуки, но доколку не се одважат да го надминат тој страф и тој притисок од власта, во ова се дела кои што не застаруваат така брзо и дека кога тогаш одговорност ќе биде поднесена.